Почитувани, добро вечер. Вечерва во став гостува Оливера Трајковска, председателка на Клубот на жени за наше Куманово. Господја Трајковска, добро вечер. Ви благодарам што одвоивте време да бидете наша вечерашна гостинка. Ве благодарам многу на поканата. Задоволство ми е што еве по прв пат сум во вашите нови простори во вашата телевизија и уште еднаш благодарност за поканата да бидам ваш гостин во емисијата Став. 3 месеца сте председателка на Клубот на жени за наше Куманово. Што ве мотивираше, односно ви беше предизвик да станете дел од граѓанското здружение за наше Куманово? Па вака, ќе почнам некако редоследно. Како се случија работите, сите работи се случија некако спонтано, бидејќи, знаете и самите, јас подолго време действувам во граѓанскиот сектор и имав увид на поголем број на случувања во нашиот град. И со тоа можев да имам и поблиски контакти со луѓето од локалната самоуправа, со градоначалникот, со председателката на совет, значи со луѓето кои што се вклучени во самото здружение. Конкретно како граѓански активист адресирав повеќе граѓански иницијативи до градоначалникот и до општината Куманово и искрено бев премногу изненадена од позитивниот одговор, првобрзински одговор, затоа што претходно го немавме тој момент на брзо одговарање кога ќе адресиравме некоја иницијатива до општинската управа. Првиот момент дека брзински добив одговор, потоа самата иницијатива беше проследена до одредените сектори во општината кои што работат и нормално иницијативите беа и реализирани. Тоа ми даде еден вид надеж дека работите почнуваат да функционираат и да се движат во позитивна насока. Искрено преку граѓанскиот сектор имав повеќе активности кои што ги реализирав и нормално на сите тие настани или активности беа поканети и представници од локалната самоуправа, председателката на совет, советници, значи граѓански организации и ме радуваше фактот дека сите тие активности и настани беа поддржани од советот на општина Куманово. Тука имав близок контакти со председателката на советот Ивана Георгиевска, ја запознав како жена, како представничка, значи на советот на општина Куманово и се изненадив од незината исполнителност и од начинот на кој што таа работи. Конкретно за една одредена активност која што ја спроведував со бизнис заедницата, имав близок разговори со председателот Даниел Стојчевски и исто така најдов на многу срдечен прием, разговаравме за различни теми, за иницијативи кои што можат да бидат покренати и сето тоа како неформални разговори. Малку подоцна, значи стигна до мене беше адресирано дали би сакала да се вклучам, значи во самото здружение и пристапив баш како граѓански активист. Искрено самиот избор многу ми изненади, се случи некако спонтано. Тоа беше момент кога дури и самата не си верував дека сум избрана како председателка на Клубот на жени, бидејќи јас доаѓам пред се од граѓанскиот сектор, но меѓутоа самите жени најверојатно препознале во мене нешто што сметат дека ќе го движи самиот клуб нанапред. Кои се целите и приоритетите на Клубот на жени? Па целите и приоритетите на Клубот на жените е пред се да направиме едно јадро на квалитетни жени, жени кои што умеат, жени кои што знаат, жени кои што се интелектуалки, кои што секоја самата може да придонесе во областа во која што дали дипломирала, дали работи, дали има иницијативи кои што може во самата област да ги реализира. Во тој поглед сите жени, без оглед на тоа од кои политички партии доаѓаат, без оглед на тоа од која националност доаѓаат, без оглед на тоа на која верска припадност припаѓаат. Сите жени се добре дојдени во Клубот на жени, бидејќи ние работиме на граѓански концепт. Значи, имаме единствена цел да направиме обединување на сите жени во Куманово и со тоа да покажеме дека жените можат многу, дека жените можат да го движат светот нанапред, конкретно, значи, да направат одредени промени во Куманово, кои што сите ние како жени многу долго време ги очекуваме. Има ли интерес за членство во Клубот на жени и зошто жените од Куманово да станат дел од граѓанското здружение за наше Куманово, но и Клубот на жени? После неколку реализирани активности, пријатно сум изненадена од повиците,
од контактите кои што ги остваруваат со мене девојки или жени на локално ниво и пошироко, кои што се интересираат да станат наши членки. Нивниот одговор е дека во нас препознаваат некоја нова енергија, дека во нас гледаат нешто што е поинакво. Бидејќи мораме да бидеме искрени, да се соочиме со сите реални факти, дека ние околу 30 на години живееме во едно партизирано, едно политизирано општество, кое што за жал е навлезено во сите сфери. Како резултат на тоа, дури почнувајќи од најобичните работни места, па до сите оние највисоки инстанци, политиката и партијата го има главниот збор. Мислам дека на народот конечно му е дојдено прекуглава од сите тие политизации, партизации, поделби, дека народот има потреба од обединување по-конкретно жените, бидејќи ние како жени можеме многу, затоа што самата жена има сестрана улога во општеството. И како жена јас сметам дека доколку со својот личен пример дадам пример на останатите жени, дека ќе бидам следена од нив. Што во конкретниот случај не сакам да биде нешто со кое што си давам значење на себе, но меѓутоа и со претходниот граѓански активизам имав голем број на контакти со граѓански активистки, со жени од нашиот град и со самото назначување како председателка на клубот на жени, истите тие жени се понудија да станат членки на нашиот клуб и веќе пристапуваат како членки и најважен момент сакам да потенцирам дека кај нас во клубот на жени сите доаѓаат по слободна волја, немаме притисок, имаме значи едно дружење, еден слободен момент каде што сите можат да се изразат такви какви што се. Ги прифаќаме такви какви што се и им даваме можност да направат нешто за нашиот град, да се реализираат и да направат иницијативи со кои што градот ќе го направиме подобро место за живење. Каков е вашиот став во однос на вклученоста на жената во политиката? Се почитува ли законот за еднакви можности на мажите и жените? Мислам дека во последниве години мораме да се пофалиме дека жената е застапена во сите сфери на општествениот живот, исто така и во политиката. Самиот факт дека нели на претходните председателски избори имавме кандидатки жени, еве во нашиот град имаме председателка на советот која што е жена, имаме жени советнички, пратенички, имаме жени кои што се раководителки на сектори, директорки, што за жал нели во претходните децении не беше баш така. На тие раководни места обично се наоѓа секогаш мажи, па жената беше некако во позадинска улога. Морам да се пофалам дека во тој поглед, значи родовата еднакво се застапена, го гледаме тоа и самите ние, но ќе ставам акцент дека вклучувањето на жените во политиката и во општествениот живот малку ја оддалечи жената, односно направи еден ребаланс со кој што ние се отргнавме од оние првични улоги кои што треба да ги носиме како жени. Значи, една жена, за да биде политичарка, пред се треба да биде жена, да биде мајка, а потоа и политичарка. Треба да ги држиме оние вредности кои што се морални вредности и со тоа самата жена која што ќе се вклучи во политиката ќе даде сестран придонес, но меѓутоа нема да го наруши и балансот на својот приватен живот и тогаш тоа ќе биде една успешна и исполнета жена која што нормално дека сите ќе се обидуваат да го следат нејзиниот пример. Еве во контекст на ова, според вас каква е улогата на жената во општеството? Значи, улогата на жената во општеството, како што реков, е сестрана. Ние како жени можеме многу. Првичната улога на жената, сега да не бидам погрешно сватена, бидејќи се обраќаме нели на поширокиот аудиториум, во жените ги вклучуваме тука и младите девојки, кои што се уште не се мајки, но јас сметам дека првичната улога на една жена е архетипската улога, а тоа е да биде мајка. Зошто тоа го нагласувам? Бидејќи она жена која што е мајка, таа е педагог, таа е воспитувач и самата таа жена одгледува здрави генерации. А тоа мораме да кажеме дека во поново време многу ни е потребно
Зошто? Затоа што младите генерации веќе го губат сенсот, ги губат моралните вредности и со напливите од глобализацијата одат некако во погрешен правец. Затоа жената мора да ја задржи мајчинската улога или конкретно воспитувачката улога со која што ќе действува, ќе работи со младите генерации на тој начин, ќе ги воспитува, ќе им ги пренесува културните вредности, ќе им ја пренесува традицијата, ќе им ја пренесува историјата. Тоа е една од улогата која што жената ја има. Втората улога е нејзината општествена улога, односно исполнувањето во рамки на општествениот живот. Секоја жена си има замисла, визија за тоа како сака да се реализира себе си во општествениот живот и сметам дека работи сестрано на тоа остварување. Во тој поглед, мислам дека секоја жена треба да се пронајде себе си, во која област најдобро би можела да функционира и не само да функционира. Тука сакам да дадам апел до сите жени кои што работат во јавниот живот, сите жени кои што работат во училиштата, сите жени кои што работат на некои одговорни позиции, дека мораме да си ја сакаме работата која што ја работиме. Затоа што работата која што се работи како проформа не вродува со плод. Значи, исполнителна жена која што ја сака професијата, нормално дека ќе биде пример за многу жени да ја следат и со тоа ќе важи за една реализирана жена. Исто така, сметам дека жените кога се вклучуваат во политиката можат да дадат многу. Значи, тоа веќе го видовме. Дали тоа ќе биде во поглед на родовата еднаквост, дали тоа ќе биде да го кренеме гласот, имаме семејно насилство или насилство од било каков тип. Имаме натаму да се бориме за здравието на жената, се извинувам. Така да имаме многу улоги, многу цели кои што ние како жени мораме и треба да ги остваруваме и да дадеме еден светол пример во општеството. Го спомнавте семејното насилство. Неодамна Клубот на жени организираше трибина посветена токму на темата семејно насилство. Што покажуваат последните податоци? Колку е застапено семејното насилство на ниво на државата, во Куманово? Имаат ли граѓаните доверба во институциите на системот кога ќе го пријават случајот да знаат дека ќе бидат заштитени од државата и од институциите? Значи вака, последната активност која што беше реализирана во Занајчискиот дом беше токму трибина насловена семејно насилство и негова превенција. Ја одржавме во соработка со доктор Крсте Маљановски, кој што сесредно се приклучи на оваа иницијатива како резултат на тоа што имаме рапиден пораст на семејното насилство. Знаете и самите дека постојано во медиумите само еден дел од оние случаи на семејно насилство кои што за жал трагично завршуваат или имаат фатални последици се проследени во медиумите, но меѓутоа оние случаи кои што секојдневно се случуваат и кои што ги гледаме ние дури и по улиците за жал се многу малку евидентирани и многу малку се прави преку институциите за спречување на семејното насилство. Бидејќи некако се држиме се уште до оние стереотипи дека се што се случува во домот треба да се разреши во семејството и во рамки на домот, но меѓутоа воопшто не е така, затоа што ние имаме повеќе видови на насилства кои што со текот на времето кулминираат со, како што веќе гледаме, и со фатални последици, со убиства, значи со силувања, со нешто што воопшто не е за пофалба и морам да кажам дека институциите тука морат да го вклучат алармот. Ние од оваа година имаме отворено, значи преку проект кој што го работат неколку граѓански организации, во соработка со општината се отвори психосоцијално советувалиште кое што им е достапно на жртвите на семејно насилство и дава сестрана поддршка, посебно на жените, но тоа е само еден сегмент. Јас мислам за да може да се реагира дека треба да се вклучат сите сегменти, односно сите институции. Нам ни е потребна една спрега која што ќе ги вклучи секторот за внатрешни работи, центарот за социјална работа, судовите и граѓанските организации. И само на тој начин, кога сите луѓе кои што се вклучени во тој дел
Значи, ние во Центарот за социјална работа имаме дел кој што се занимава со семејно насилство. Исто така во секторот за внатрешни работи ги имаме оние SOS телефони, ги имаме дојавите каде што се може да се пријави семејното насилство. Во судовите пак се надлежни што поскоро да ги разрешат оние случаи кои што до нив се адресирани, а се со тема на семејно насилство. Но ќе кажам за жал дека некако овие работи многу споро се случуваат и најголемиот дел во разрешувањето на проблемот наречен семејно насилство го имаат токму граѓанските организации. Не сакам да бидам погрешно сватена дека институциите не си ги работат добро работите, можеби и тие се презафатени со некои административни работи, но мораме да ставаме акцент на она што ни е приоритет. Напразно ние работиме со еден куп документација ако секое второ дете нам ни е жртва на семејно насилство. Затоа што луѓето имаат големи непознавања во врска со семејното насилство. Обично како семејно насилство го препознаваат физичкото насилство кое што е видливо, но ние имаме повеќе типови и мислам дека многу поизразено во последниве години е психолошкото насилство кое што не е видливо, но меѓутоа е многу потешко и за лекување и носи трајни последици и трауми кои што можат да останат значи и во текот на целиот живот. Затоа што ќе кажам кога во едно семејство имаме случај на семејно насилство каде што сопругот врши семејно насилство врз сопругата, тогаш ние немаме само една жртва на семејно насилство, имаме 3 или 4 зависно од тоа колку дечиња се во тоа семејство, додека мајката трпи физичко и психичко насилство, децата се пак жртви кои што трпат психичко насилство. И во тој контекст мораме да бидеме многу внимателни, затоа што за жал се повеќе и повеќе гледам млади деца, се повеќе и повеќе гледам дечиња кои што се во рана возраст, а веќе пројавуваат симптоми на психичко насилство, затоа што тука морам да потенцирам дека многу поуредно, многу поажурно морат да работат психолозите кои што се ангажирани во училиштата, бидејќи тие се оние кои што треба да ги лоцираат дечињата, да ги препознаат симптомите, да поразговараат со нив и понатаму да ги упатат доколку дополнително е потребна било каква помош. Само на тој начин можеме да го искорениме. Значи почнуваме од онаму каде што е најранливо, каде што најдобро можеме да превенираме, тоа се децата. Затоа што кога некој е возрастен и кога веќе влегол во тој затворен круг, каде што постои насилство, тој човек многу тешко ќе излезе од тој круг, независно дали станува збор за сторителот на насилството или пак за самата жртва. Морам да кажам дека ние имаме голем број на жени интелектуалки кои што работат и се занимаваат со јавни професии и се жртви на насилство, но меѓутоа постои стигматизација како да се признае дека тие се жртви. Што се случува во моментот кога ќе признае дека таа е жртва на насилство? Треба да се соочи со целата јавност и да го почувствува тој срам кој што можеби го чувствува секојдневно, но го крие од останатите, сега треба да го сподели со јавноста. Ни требаат многу повеќе храбри жени, ни требаат многу повеќе храбри деца кои што ќе го пријават семејното насилство, кои што ќе се борат за семејното насилство, а секако тука помошта пред се треба да ја добијат од институциите. Затоа што, за жал, имаме и такви случаи кога жртвите пријавуваат, но поради ненавремено реагирање имаме секакви последици кои што, за жал, рековме, некогаш и фатално завршуваат. Господја Трајковска, вие години наназад сте дел од кампањата за насилство, како самостојна, така и во соработка со други организации. Кои се пораките, кои се заклучоците од ваквите кампањи за насилство и дали последниве години, како резултат на овие кампањи кои што се организираат, се забележува зголемен број на пријавени случаи на семејно насилство?
Така е, значи подолг период како дел од граѓанскиот сектор се вклучува во самите кампањи кои што се посветени во за борба против семејно насилство. Првото вклучување беше преку Националната мрежа против насилство. Тогаш бев дел од едно мултиетничко здружение Флоренс Најтингел и работевме баш на тоа да ставиме акцент преку медиумите и преку социјалните мрежи да ги анимираме жртвите, да покренеме кај нив иницијатива да пријавуваат, да се охрабруваат. Значи целата кампања беше насочена на тоа. Понатаму исто така преку UN Women, Иванов школа за млади лидери и ЦИП Центар за поддршка и интеграција правевме исто кампања Togetherness, во која што исто така преку визуелни прикази, преку пораки се обидувавме да дадеме поддршка на сите жртви и да ги охрабриме повторно да го пријавуваат семејното насилство. Преку Сдруженијето Биди своја направивме една малку поинаква кампања во која што преку стихови, значи ангажирајќи ги тука авторките локално од Куманово, испраќавме порака во која што даваме значи охрабрување и им се обраќаме на самите жртви да стават крај на насилството, така и беше насловена активноста Кажи не. Изработивме Google форма во која што анонимно можеа жртви на семејно насилство да пријавуваат или пак дали лично насилство доколку извршено врз нив или доколку се очевидци на таков тип на насилство, и искрено сум изненадена бидејќи таму пред се најголем број од пријавите кои што пристигнаа беа од помладата популација. Ме радува фактот што на последната трибина која што ја одржавме од психосоцијалното советувалиште добивме еден вид статистички податоци дека во рокот од 3 месеци веќе 12 жртви се евидентирани, им се дава соодветна помош во зависност од тоа на која жртва кој тип на помош е потребна, и сметам дека тоа ќе оди по нагорна линија, бидејќи секој проблем може да се реши, да се превенира, соодветно да биде разрешен доколку сите ние се активираме. Ние само да ги испишеме слоганите, а на терен ништо да не правиме. Значи тука мораме, доколку сме дел од граѓанскиот сектор, да направиме спој на сите граѓански организации кои што работат на тоа поле. Понатаму тоа да се адресира до Центарот за социјална работа. Центарот за социјална работа да биде многу поажурен во самите предмети кои што треба да ги реализира. Значи многу долго се чека, имаме забелешка од поголем дел од жртвите на семејно насилство дека се чека во оној момент кога треба судски да се разреши, односно да се прекине брачната заедница, да се постигне момент на развод. Не знам од кои причини, тоа би можел некој кој што е компетентен од таму да каже. Исто така се чека во судовите. Значи, сето тоа е време кое што е изгубено, затоа што жртвата, додека тие процеси трајат во Центарот за социјална работа, во судот, таа жена или без оглед на тоа дете е се уште изложено на насилство. И годините поминуваат, месеците поминуваат, жртвите остануваат во иста средина со насилникот и можеби со текот на времето и затоа не се решаваат, односно не се охрабруваат да го пријават семејното насилство, бидејќи на некој начин се соживуваат со улогата на жртва. Реков, мора да се вклучат алармите кај сите институции, доколку сакаме да постигнеме видливи резултати на ова поле. Не може само една граѓанска организација или само еден граѓански активист или само еден представник на Центарот за социјални работи, еден судија да биде оној кој што ќе биде носител. Сите заеднички треба да дадеме се за да се справиме со семејното насилство. Јас во сите кампањи досега во кои што сум била вклучена сум кажала, жртвата не познава дали некој припаѓа на политичка партија СДСМ, ВМРО, значи ДУИ, дали по националност е македонец, албанец, ром, дали има некоја верска ориентација, припадност, значи
сите ние можеме да бидеме жртви. Така да жртвата нема име и жртвата нема припадност. Жртвата е жртва. Затоа, во тој момент, кога станува збор за семејното насилство, кога станува збор за помошна жртва, сите се обединуваме. Нема тука поделби по никаква основа. Само на тој начин можеме да постигнеме резултати. Во спротивно, ако се делиме и ако сметаме дека оваа партија или оваа граѓанска организација постигнала нешто на тоа поле, па ние ќе го обструираме тоа што го постигнала, ќе правиме поделби и ќе бркаме поени, во тој контекст не правиме ништо. Значи, во поглед на семејното насилство ни треба, како што реков, спрега на институциите и обединување на сите нас како граѓански активисти, кои што ќе го пријавуваме и кои што заеднички ќе превенираме против семејното насилство. Во претходниот период координиравте и еден многу значаен проект, би кажала, Пишувам кирилица, зборувам македонски. Еве, кажете ни накратко околу овој проект, која беше целта и дали овој проект ги дава очекуваните резултати. Проектот Пишувам кирилица, зборувам македонски е проект за трајни вредности. Го започнавме со идеја да направиме нешто што ќе го оставиме на идните генерации. Искрено, соочена со моментот дека јас сум мајка на 2 деца, моите деца се дел од образовниот процес, повеќе го говорат и го чувствуваат англискиот јазик како мајчин јазик, отколку македонскиот јазик. Сметав дека морам нешто да сторам. Тоа е првиот момент. Вториот момент е дека во училиштата години наназад, значи кога го добив податокот дека надпреварот по македонски јазик е укинат, буквално се фрапирав, затоа што ние живееме во Македонија, говориме на македонски јазик, имаме биспелинг, имаме еден куп надпревари кои што се на англиски јазик, немаме надпревар по македонски јазик, со исклучок на основното образование во 9-то оделение, кога се реализира надпреварот по македонски јазик. И тука некако чувствував одговорност дека како граѓанин пред се на оваа наша држава, како некој кој што го љуби пишаниот збор, како некој кој што се описменил на македонски јазик, дека јас како граѓански активист треба нешто да сторам. И од тука потекна идејата дека ќе се направи таков проект. Идејата ја презентирав на група млади луѓе кои што ми дадоа сестрана подршка, понатаму и се приклучи и други соработници во текот на самиот проект. Првата активност беше кога реализиравме настан посветен на 100 годишнината на Блаже Конески и Блаже Конески стожерот на македонскиот стожер, и настанот најде буквално на еден невиден одзив и по настанот имаше многу позитивни критики, беше изработен со млади луѓе, значи целосно волонтерски, без никакви финанси, морам и тој момент да го нагласам, бидејќи се вклучија млади луѓе. Понатаму следеше друга активност која што беше реализирана со градската библиотека Тане Георгиевски и со основните и средните училишта, насловена како да читаме македонски автори. Тоа всушност беше замена за надпреварот по македонски јазик, значи за немалите имавме изразно читање, за оние кои што се од 6 до 9 оделение, иако имаат надпревар, рековме, кој што се реализира во 9 оделение, имавме активност која што беше насловена како квиз, и за средношколците имавме евалуацијски прашалник. Тука се вклучија многу дечиња, искрено видов дечиња кои што сакаат да читаат македонски автори, и мислам дека го покренавме прашањето на малку повисоко ниво. Сега оваа активност останува од годинава да се реализира во рамки, односно соработка помеѓу градската библиотека и основните училишта. Значи ние покренавме иницијатива, оставаме тие понатаму да продолжат, затоа што нели како граѓански активисти ние покренуваме иницијативи, треба институциите да си ги работат оние работи кои што спаѓаат во нивниот домен. Третата активност која што ја направивме во рамки на овој проект беше правење на еден аудиовизуелен запис.
посветен на Блаже Конески. Во него се вклучени 10 песни, ги работевме во заедничка соработка со младите актери Никица Јанковски, Цветанка Вејковска и младиот музичар Јован Цветковиќ, со тоа што направивме едно дело кое што трајно ќе остане и ќе можат да го гледаат, значи не само овие генерации кои што сега и знаат и говорат за Блаже Конески, и генерации наназад кои што ќе дојдат после нас. Значи оставаме едно културно наследство за сите нив, што и всушност беше мотив за самата активност. Многу ми израдува фактот што правењето на аудиозаписот најде на голема поддршка и гледаност од нашите иселеници, бидејќи беше споделен на YouTube канал и на социјалните медиуми, и сметам дека се уште постојат луѓе кои што сакаат да го бранат и да го чуваат нашиот македонски јазик, бидејќи во овие времиња кога се соочуваме со секакви превирања, кога некој се обидува да ни го откине она што е наше, сметам дека многу ревносно треба да застанеме во негова одбрана и не само како граѓански активисти, туку всушност и како здруженија и како политички партии, како македонски народ да се обединиме и по ова прашање. Затоа што македонскиот јазик е нашиот идентитет и мораме да стоиме за тоа, да ги вложиме сите сили и да направиме нешто со што ќе го зачуваме, она на кое што сме се описменили и кое што ни е дадено. Значи тоа ни е како аманет. Исто кога некој ќе ви довери нешто и вие треба да го сочувате, а вие не го чувате, тогаш мислам дека треба да поднесете одговорност зашто не сте го сочувале. Исто македонскиот јазик. Клубот на жени во соработка со Општинската организација на Црвениот крст од Куманово организираше и хуманитарна акција. Дали кумановци сакаат да помагаат, хумани ли сте граѓани? Да. Значи на 19 декември годинава реализиравме активност Клубот на жени во соработка со Црвен крст и видов многу жени кои што и покрај работните ангажмани дојдоа, донесоа облека, беа волни да значи да донираат и мислам дека со тоа дадовме еден апел да бидеме хумани, ние како жени пред се. Но истата активност мислам дека се спроведува и од други граѓански здруженија, што искрено ме радува и сметам дека некогаш иницијативите треба да потекнат од негде, а понатаму да се проследат. Колку повеќе ни има и колку повеќе сакаме да бидеме хумани, толку повеќе ќе ги решаваме оние горливи проблеми кои што се однесуваат на социјално ранливите категории. Иако и за тоа сметам дека првенствено улогата во разрешувањето на тие горливи проблеми треба да ги имаат државите, односно самите општини. Сега со оглед на тоа што се соочуваме со оваа глобална економска криза, знам дека многу работи се изместени и сфрлени надвор од колосекот во кој што би требало да функционираат, но ете, ние како граѓански здруженија, како активисти можеме многу со тоа што на тој начин ќе дадеме свој придонес и ќе израдуваме едно семејство или едно детенце, затоа што во ладните зимски денови знаеме колку многу значи кога некој нема топла облека да му однесете топла облека, кога некој нема огрев да му пружите огрев, кога некој нема храна да му дадете храна. Значи тоа е мотивот со кој што жените на Клубот на жени за наше Куманово се водат, да бидат хумани и да бидат во функција на сите жени во Куманово, на сите семејства на кои што им е потребна помош и мислам дека тој хуман момент постои во нашите редови, ќе опстане и ќе продолжи да се реализира. Како Клубот на жени ќе го одбележи Денот на жената? Значи имаме неколку активности кои што ги зацртавме за одбележување на Денот на жената. Првата активност која што ќе ја реализираме ќе биде на 5 март, значи недела во 12 часот на споменик Костурница ќе трчаме почесен круг со кој што сакаме да одадеме почит и благодарност на сите жени од историјата и на сите жени кои што се бореле за Македонија. Значи 8 март не го дефинираме само како ден кој што подразбира купување
дарување на ружи и скапи подароци, 8 март има многу поголемо значење ако се вратиме назад во историјата, затоа што Клара Цеткин и Роза Луксембург се бореле за женските права. Значи, тие биле обесправени, сакале да отворат нова страница во историјата и со тоа жените да си ги добијат правата кои што ним им припаѓаат. Откако тие се избориле за тие права и благодарение на нив ние денеска уживаме во тие права и се повеќе и повеќе ги надоградуваме и ги добиваме, сметам дека тука имаме долг да ние правиме многу поголеми акции со кои што ќе докажеме дека жените тие права кои што ги добиле со право и дека треба да ги оправдаат тие права. Исто така треба да дадеме почит кон сите оние жени кои што се бореле за слободата на Македонија. Бидејќи сметам дека розите ним им припаѓаат, затоа што да не биле тие, ние денеска не би уживале во слободата во која што живееме. Така да, покрај трчањето на почесниот круг, кој што ќе се случи во 12 часот на споменик Костурница, ќе имаме и изработка на еден банер, односно исцртување на платно, кој што ќе стане банер на заедништво, па во тој контекст ги повикувам сите жени од Куманово, без оглед на националност, без оглед на тоа дали припаѓаат на некоја политичка партија, да се вклучат масовно, затоа што целта на оваа активност е да ги обединиме, да направиме заедништво на сите жени, затоа што пред се сите сме жени. Тоа е првата активност. Втората активност ќе биде онлайн кампања во која што во рок од 8 дена ќе представиме 8 успешни жени од град Куманово, кои доаѓаат од различни области, кои што се остварени, исполнителни и кои што ќе говорат за тоа што значи жената да биде символ на успех и исполнетост. Кои се подолгорочните планови на клубот на жени? Па вака, подолгорочните планови на жените во Куманово е да направиме, како што реков, обединување на сите жени во Куманово. Да не постојат повеќе поделби, да постојат само жени кои што ќе бидат успешни, да постојат жени кои што ќе имаат знаење, да постојат жени кои што ќе важат за жени на наше Куманово. Тоа да бидат жени кои што ќе сакат да променат нешто во општеството, да бидат жени кои што ќе имаат визии, да бидат жени кои што ќе се грижат за своето здравје и за здравјето на останатите жени. Еве конкретно, ние во Куманово, како толку голема општина, немаме мамограф. Се соочуваме со еден многу голем проблем. Значи, тоа е една од целите кои што треба жените во Куманово да ги обедини. Секоја жена, без оглед на тоа, дали е политички определена, дали има верска определба, дали припаѓа на одредена националност, секоја жена има потреба од мамограф. Тоа е моментот каде што постои обединување. Секоја жена која што е жртва на семено насилство има потреба од помош. Нема повторна поделба. Значи, тоа се долгорочните цели. Обединување на сите жени во Куманово, за да ги решиме сите горливи проблеми, да дадеме придонес за оние прашања кои што не се решени, да створиме еден чист образ на жената во Куманово, која што ќе се вклучи во политиката, која што ќе се вклучи во јавниот живот, која што ќе се вклучи во здравството и ќе даде сестран придонос преку она што таа го извршува. Значи, жената како квалитет, како бренд на Куманово, која што може многу, обединета, заедно, со исти идеи, со исти визии и тогаш мислам дека Куманово ќе го видиме во едно поинакво светло, дека Куманово ќе биде град на просперитет и заедништво и дека сите жени ќе можат заеднички да комуницираат, да прават работи, што би се кажало, невозможни мисии. Господја Трајковска, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодарам на поканата. Искрено зборувавме за моментот дека кога стигна во вашата телевизија се израдував бидејќи видов дека имаме и камерман жена. Тоа ме радува, значи еве го моментот на застапеноста на жената во сите сфери. Сакам на гледачите и на сите жени на Куманово да им испратам една порака. Се гледаме на 5 на споменик Костурница, жените за Куманово. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер.